Во вториот дел од денешната емисија имам на вистина драги гостинки кои не се за прв пат тука во емисијата, односно имаме Ана Андонова, познатата режисерка, актерка, исто така и актерката Мартина Стериоска. Тука се за да зборуваме за најновиот филм на Ана Андонова, односно Секунда до вечноста. Добро утро и добре дојдовте и двете во нашата емисија. Добро утро, благодарам на поканата. Ана, најпрво, што раскажува филмот? Која е темата на филмот? Значи, во филмот се зборува за една балерина, едно искуство од животот на, речи се, секоја балерина. Јас мислам, може да се смете дека е неизбежен. Тоа е падот и што е и поважниот чин е како да се надмине тој пад. Па верувам дека тоа не се однесува само и за балерините, туку секако нели за сите луѓе, сите имаме падови во животот, но што понатаму, тоа е најважното всушност. Што сакаш ти да кажеш со него? Дали филмот има некоја конкретна порака или сака да покаже еден дел од секојдневието на балерините? Мислам дека пораката е доволно очигледна, тоа е дека и покрај се постои начин како инспирација за овој филм. Тоест, и како моја животна инспирација е Хелен Келер, затоа што таа како мала имала многу силна температура, иначе ослепела, онемела, не можела ни да зборува, ни да слуша, ни да гледа, имала потешкоти во развојот, но и покрај тие големи пречки, навистина големи пречки за секој човек, таа успела да стане една од најуспешните луѓе и жени во светот. Навистина инспиративно. Зошто токму една улога само во филмот и зошто токму Мартина? Јас имав голема чест да имам Мартина во мојот филм, затоа што таа е одличен спој на феноменален актер и прекрасна балерина. И, например, Натали Портман во филмот Црниот лебед, Black Swan, значи се знае за неја дека е прекрасен актер, глумела во многу филмови цел живот од мала, и во овој филм таа глуми и се зборуваше дека таа и за една година научила да игра балет, и тоа како балерина која што е добила улогата на главниот лебед во Лебедово езеро. И тоа е малце невозможно. Значи, треба многу и големата Натали Портман, која што е толку голема глумица, актерка, не можела да достигне тоа што Мартина може да успе, да е извонреден актер и балерина. Така. Мартина, ова улога за тебе беше спој од нештата што најдобро ги правиш. Актерство и балет, нели? Дали всушност глумеше ти тука или си беше своја? Па, требаше да се глуми, но повеќе требаше да биде природно, да не биде многу вештачки. Сепак, требаше да се прикаже како во секој невија, значи како во обичен живот, во приватен живот. Така да повеќе си беше своја од колку што глумеше, нели? Како се снајде во својата улога? Дали имаше некои потешкоти или сепак тоа е нешто што професионално го правиш, нели? Па немаше потешкоти, но требаше да се работи напорно. Сепак таа недела кога се снимаше филмот, требаше да влезам во улогата и да работам сериозно. Така. Како е да се соработува со Ана? Па, со Ана се знам долго време. Ана е прекрасна личност, која е секогаш со многу фикс идеи, кои секогаш ме фасцинираат и ме возбудуваат, затоа и чест ми е да работам со неа. Дали и понатаму може да очекуваме соработка меѓу вас? Зошто да не, секако. Да ми било задоволство. Го спомена и снимањето на филмот, еве Ана, нека ни каже како се одвиваше снимањето на филмот, колку време, дали првата замисла што имаше, како ќе изгледа тоа, дали на крај се оствари или на крај се случаи некои отстапки? Па, снимањето на филмот е секогаш највозбудливото нешто во правење на филма. Мислам и од се што правам во животот, највеќе сакам тие денови кога снимаме, особено со добра екипа, а овој пат мислам имав многу добра екипа. Како што кажав, имав Мартина Стергиоска како актерка. Морам да споменам дека имав огромна чест
да го имам Самир Љума позади камерите, позади камерата, затоа што тој ми помогна да мојата замисла на вистина да биде дури подобра од што сум ја замислила, затоа што требаше да снимаме покомплицирани сцени, сум пробувала јас да снимам, но ми требало некој кој што се разбира во тоа и ми даваше дури совети и некои препораки како тоа поубаво да изгледа. Сите тие ги искористив и филмот испадна дури многу подобро од што очекував, затоа што секогаш ги имав моја замисла, но потоа правев друга замисла според можностите како би изгледало и навистина имаше некои комплицирани сцени и ми требаше постручна помош. Но на крај се испадна добро. Да. Дури и подобро од што мислеш. Да, имав секако поддршка од родителите кои што секогаш ме поддржуваат, од моите пријатели кои што од почеток до крај до промоција секогаш ми помагаат на секаков начин. Затоа што, например, јас сум режисер, но исто така и организатор и моите пријатели се продуценти, се наоѓаат реквизити. Секогаш е така, нели? Секогаш е По така. аматеризмот посебно, нели, мора да бидеш и се за да успее тоа. Но тоа мислам дека е најважното, за да се оствариш Така ти е како најубаво. личност, да и филмовите испаѓаат многу поинтересни, нели? Тоа е најбитното од се. Да разговараме малку и околу премиерата на филмот, а потоа и да го погледнеме филмот, ете и гледачите ќе имаат можност да го погледнат како пројде премиерата. Премиерата беше прекрасна, имаше доста народ кој што го гледаше филмот за прв пат, премиерно. И јас мислам дека на сите им се допадна филмот, а и мене овој филм највеќе ми се допаѓа од сите филмови мои. Така. Какви беа реакциите? Дали пораката што сакаше да ја упатиш стигна до гледачите? Да, особено моите пријателки од балет, кога бев јас во балетското студио Менада и моите учителки по балет, Елена Мирчевска и Наташа Оклевска, беа особено задоволни од ова дело, затоа што тие знаат како е да си улогата на Мартина. И мислам дека нив највеќе им се допадна, исто и на останатите, на тие кои што беа на промоцијата. И се надевам другите кои што наскоро ќе го гледаат филмот на други места. Така. Мартина, ти какви коментари доби за својата улога? Коментарите беа позитивни. Најважно се беше што јас бев задоволна од како јас сум изглумела, но бев задоволна и од Ана како го обработила целиот филм. И Дали очекуваше дека ќе биде така? Од снимањето до крајната продукција? На почетокот не ми беше јасно што сака Ана да прикаже сега со филмот, но на крај кога го гледав конечниот резултат, беше предобро за нејзините години и тоа е навистина голем успех за неја и за мене. Така. Предлагам да го погледнеме филмот, да доста зборувавме нели за него, да го видиме, па ќе продолжиме и со разговорот. Секоја чест и на двете пред се, значи филмот е навистина одличен, верувам дека и гледачите уживаа, пораката сигурно допира до сите, верувам дека допира до сите, да не се откажуваме, тоа е најважно, нели? А нам интересира, четврти филм поред тие. Секој е различен од останатиот, значи никаде не се повторуваш, но во сите имаш нешто свое. Нешто што, ете, кога ги гледаме твоите филмови, знаеме дека е твој филм. Нешто чудно, нешто различно, но сепак твое. Кажи ни малку повеќе за ова. Па не снимам за да снимам нешто, за да имам филм, туку снимам ако имам идеја некаква. Например, за овој филм, овој беше неиспланиран, затоа што јас планирав да не снимам некое време. Немав идеи, немав некоја мотивација за да продолжам да снимам. И така, како и минатите филмови, тој момент на инспирација, затоа што рече си
90% од приказните во мојот филм се случуваат ми доаѓа идејата во еден момент. Потоа нешто ќе се смени, ќе се продолжи некои детали, но таа идеја еднаш доаѓа и потоа само морам да ја зачувам, да не заборавам и да ја развијам. Секој е чест на идеите што ги имаш, бидејќи сите филмови што ги гледавме од тебе се навистина различни, не се детски, иако ти нели си дете се уште, не се детски, него туку навистина некои теми обработуваат што се за целиот свет, за сите луѓе и се многу повозрасни отколку што си ти, нели? Темите ти имаат голема тежина. Да, само што ми пречи што не се секогаш луѓето доволно искрени. Например, за мене филмовите, сите филмови кои што сум ги направила, за мене се нешто најубаво, тоа што сум била на снимањето, јас сум ги замислила и ми е мило кога ги гледам на сите спомени и навистина за мене се најдобри затоа што ги чувствувам. Нормално има подобри филмови. Но ми пречи тоа што не ми кажуваат доволно лоши критики. Например, вчера го гледав филмот Грашок. Тој ми е најомилен филм на сите времења и покрај сите големи режисери, затоа што навистина ми е мил. Но сега забележувам повеќе грешки од и претходно, затоа што сум знаела некои грешки, сега забележувам повеќе грешки. Значи, сакаш лоши критики? Сакам лоши критики, затоа нема потреба да се повторуваат истите работи. Так. Филмот, ако е готов, не можам да го променам, затоа зашто да не ми каже некој нешто лошо. Што е подобро додека го правам филмот да ми каже лошо, па да нема натаму, но тука е твојата големина, сметам, тоа што не сакаш да слушаш само пофалби, туку сакаш да слушнеш и критика, бидејќи сакаш да се развиваш и ти како режисер, нели филмовите да бидат поквалитетни. И зависи до возраста на Грашок, еве, сум го снимила кога сум имала 15 или 16 години и некои работи да сум ги слушнала тогаш, не би ми биле исти како сега да ги разберам. Так, сепак со возраста и не сум имала искуство и сега немам некое големо искуство, затоа што јас не планирам да режијата да биде моја професија, но сепак ќе продолжам да правам краткометражни филмови на истиот начин, затоа што е прекрасен и многу е забавен, но сепак треба повеќе да учам за филм, да гледам повеќе филмови, за музика, затоа што музиката е важен дел. Така, важен дел од филмот. Во филмот и сето тоа е важно за повеќе да се ужива, затоа што резултатот би е многу важен. Но сепак не сакаш да се занимаваш професионално со режија. Зошто? Вака ти е позабавно да биде само како хоби? Да, вака дефинитивно е позабавно. Можеби некогаш треба да пробам ако ми се покаже шанса со нешто по-професионално, но сметам дека ова е вистинската работа за мене. Искрено, според мене и ова изгледа многу професионално, не е ни малку аматерски, ако си нели аматери, тоа се аматерски филмови, изгледа на вистина професионално, барем мое мислење, верувам дека и гледачите така мислат, да се надеваме дека уште такви идеи ќе ти доаѓаат спонтано и ќе правиш краткометражни филмови кои ќе носат силни пораки како овие до сега. Мартина, тебе те гледаме често на театар, ги играш најдобрите улоги, значи сите веќе се воодушевени од твоите улоги и од тебе како личност, како актерка. Но дали си имала некоја улога до сега што за тебе представувала на вистина предизвик? Секоја нова улога и нова представа за мене и за останатите глумци е нов предизвик. Но би издвоила една улога каде најмногу се подготвував и најмногу требаше подготовка, а тоа е во последната представа, моја одиграна последна представа, а тоа е Дом за старци, каде што имав предизвик да ја пренесам на публиката пораката на представата, а и дел од публиката да ја расплачам. И многу бев задоволна на крајот представата кога успеав тоа да го направам. Така, навистина успеа тоа да го направиш и мене успеа тогаш да ме расплачеш. И многу од гледачите верувам дека плачеа, тоа беше навистина одлична представа, но еве сега можеш да правиш и споредби, нели, театар и филм. И кога би требало да бираш, што би избрала? Мислам дека би избрала театар, затоа што повеќе ме возбудува да глумам пред
публика, но и филмот е исто така добра опција, зашто да не, но театарот би го избрала дефинитивно. Поискренен или пореален. Да. Ана, и тебе те гледавме во Дом за старци, исто така те гледам и тебе како актерка. Тебе би те прашала, кога би можела да бираш, што би избрала, дали да глумиш или да режираш? Дефинитивно да режирам, затоа што така можам да создавам јас како што сакам, а во глумата си речи си ограничен. Си некој друг. Така би требало да бидеш, затоа што треба да се слуша режисерот, да се даде нешто од себе, но мислам дека секогаш знае режисерот најдобро, затоа што тоа е негово дело. Може само актерот да даде некои препораки, но навистина во театар, во секоја улога наоѓам начин како да уживам и секогаш сум уживала на сцена, колку и да била мала улогата, колку и да имало некој пред мене, јас во мојата мала улога сум уживала максимално и сум размислувала и за костими и приказни за актерот, за некои представи повеќе, за некои помалку. Некои, например, навистина не ми биле толку милени како некои други. Која би избоила? Предпоставувам, да, дека од пишани ќе биде. Зошто токму таа? Гледачите што не се запознаени со твојата љубов кон таа ера, кон сето тоа што се случувало, многу истражувања правеше за Ана Франк. Да, тоа беше период, сега веќе сум. Но така настана играшок, нели? Да, така настана играшок, бев инспирирана од Ана Франк, од младата писателка, затоа што тие ми беа годините, имав 13-14 години, како што имала Ана Франк и ми беше како поттик за некоја личност како Ана Франк да ми дава инспирација, тоа што таква била состојбата, размислувала со своја глава, немала некои други влијанија, била затворена во соба и со своите мисли, сама ги развивала без никој да ја пречи. Така. Добро е да се има Ана Франк како хероина на таа возраст, убаво е човек да се развива со неа како хероина, убаво е да се прочита таа книга, сите млади треба да ја читаат и да се огледуваат на некои такви личности од општеството, така да добра обсесија си имала и затоа разбирам и зашто пишани тие омилената представа, омилената улога. Мартина, освен на театар, тебе те гледаме и на балет, но колку во балетот е потребно глума? Како ги спојуваш овие две нешта? Значи, овие две нешта се невозможно спојивли, но и во балетот треба глума, бидејќи за да се прикаже темата на концертот, треба да се изглуми и да се прикаже сепак. Така. И двете заедно се. Во едноите видовме и на самиот филм, нели, колку и во самите балетски чекори ти требаше да глумиш, нели, соодветни реакции да имаш, така да секоја чест уште еднаш и на двете, и на улогата, и на режијата, за самиот филм секоја чест. Што наредно од вас? Ана, ти што планираш наредно? Дали имаш план за некој нов филм, за нешто? Или чекаш да дојде таа спонтана мисла, спонтана инспирација? Ми треба некои надоградби, технички надоградби и би сакала барем да се обидам да зачекам некако тие да ги исполнам, затоа што малку е возможно, но сакам да стигнам до некоја перфекција според мене, за да не се нервирам кога ги гледам моите филмови. А инаку сакам да направам и театарска представа. Тоа е мој сон, да правам театарски представи, аматерски. А за филмови, како што кажав, ќе би требало цел живот да правам. Значи, театарска представа ќе можеме да очекуваме некаде во иднина од тебе. Така. Мартина, тебе каде ќе те гледаме наредно? Сега се припремаме за нови представи, концерти, односно јубилеј. Зошто да не и во некој филм од Ана, сепак ако има идеја. Значи, сепак ќе бидеш на сцена, сепак ќе можеме да те видиме дали во представа, дали балетски концерт. И двете ќе бидете присутни на сцената, сепак нешто ново
ќе очекуваме од вас, нели? Ви благодарам многу на денешниот разговор. Верувам дека гледачите ужива и во филмот, а и во разговорот. Секогаш е добро да се слушне дека имаме млади таленти што своето секојдневие не го трошат на некој обичен начин или на социјалните мрежи, туку прават нешто, создаваат. Така да секоја чест уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор со младите таленти Ана Андонова и Мартина Стериоска. Ние продолжуваме понатаму. Денеска почнува Великденскиот пост, па со отец Александар разговаравме околу самото значење на постот, припремите за постот. Предлагам да го слушнеме разговорот.